Почитувани дами и господа, драги гости, добро вечер и добре дојдовте на свечената седница на Советот на општина Гевгелија. Гевгелија годинава слави 81 година од ослободувањето од фашистичката окупација. Токму денес, на 7 ноември, ја славиме слободата и го одбележуваме овој значаен настан за историјата на нашиот град и за сите негови поколенија. Нека ни е честит денот на ослободувањето на Гевгелија, 7 ноември. Почитувани, денот на ослободувањето на Гевгелија, на вечерашнава свечена седница на Советот на општина Гевгелија, го чествуваме заедно со нашите гости од земјата и странство. Затоа, дозволете ми најнапред да ги поздравам и да им посакам добре дојден на министерот за локална самоуправа на Република Македонија, господин Златко Перински. Претениците во Собранието на Република Македонија. Градоначалникот на општина Гевгелија, господин Андон Сарамандов. Представниците на Сдруженијето на борци од нов и нивните следбеници. Председателот и членовите на Советот на општина Гевгелија. Сегашни и поранешни функционери во општина Гевгелија. Добре да упатувам и до делегациите од збратимените и пријателските општини: Парачин, Србија; Јабланица, Босна и Херцеговина; Гвозд и Копривнички Иванец, Хрватска. Исто така, добре да им посакуваме на представниците на другите општини, на државните и на локалните институции и установи, на бизнис заедницата, на културниот и на јавниот живот во општина Гевгелија, како и на медиумите и на сите други присутни гости. Сега, дозволете ми со особена почит да ја повикам госпоѓа Анета Стамкова, председател на Советот на општина Гевгелија, да ја отвори свечената седница на Советот по повод денот на ослободувањето на Гевгелија, 7 ноември. Повелете. Врз основа на член 31 од статутот на општина Гевгелија, ја отварам втората, а воедно и свечена седница на Советот на општина Гевгелија по повод 7 ноември, денот на ослободувањето на нашиот град. На денешната седница се поканети и присуствуваат градоначалникот на општина Гевгелија, Андон Сарамандов, и членовите на Советот на општина Гевгелија. На оваа седница исто така се присутни представници на Сдруженијето на борците од НОП и нивните следбеници, министерот за локална самоуправа Златко Перински, претениците во Собранието на Република Македонија, гости од збратимените и пријателски општини, представниците на државните, на општинските и на јавните институции и установи, на бизнис заедницата, на културниот и јавниот живот, како и представниците на средствата за јавно информирање. Дозволете ми најнапред да ве поздравам и да ви го честитам денот на ослободувањето на Гевгелија, 7 ноември. Почитувани советници, почитуван градоначалник, драги гости, овој ден е символ на храброста, на единството и на љубовта кон нашиот град. Тоа е ден кога се сеќаваме на минатото, ги почитуваме оние кои се бореле за слобода и ја негуваме нашата историја и традиција. Со денешната свечена седница одбележуваме значаен момент во историјата на нашиот град, а истовремено одаваме почит и благодарност на сите оние кои се бореле за она кое ние го имаме денес, слободата. Осврнувајќи се наназад, Гевгелија по ослободувањето се соочувала со бројни предизвици, но истовремено забележала значаен напредок. Денес, нашиот град останува отворен, динамичен
и со богата традиција, полн со можности за развој. А визијата за утре е визија за развој на Гевгелија, за град кој се движи напред, кој ги вреднува своите граѓани и создава услови за квалитетен и достоинствен живот за сите. Во изминатите години, со посветена работа и одговорни политики, направен е сериозен чекор напред кон создавањето на модерна и урбана општина. Почитувани советници, драги гости, на денешната свечена седница ќе направиме осврт на активностите и постигнатите резултати на општина Гевгелија во изминатите години преку обраќањето на градоначалникот Андон Сарамандов. Исто така, на денешната седница ќе бидат доделени благодарници на личностите кои со своите активности и постигнатите резултати во изминатата година значително придонесоа за афирмацијата на нашата општина, на нашата Гевгелија, но и за развојот на заедницата во која живеат, давајќи пример за сите нас. Уште еднаш ви го честитам денот на ослободувањето на Гевгелија, 7 ноември, и посакувам општина Гевгелија да продолжи да се развива како модерна, урбана, динамична заедница, вистински дом за сите нејзини граѓани. Ви благодарам. Почитувани советници, почитувани гости, денесното празнување на денот на ослободувањето на Гевгелија е добар повод на вечерашнава свечена седница да се потсетиме на сето она што беше направено во општина Гевгелија во изминатиот период. Локалната самоуправа денес посветено работи со јасно поставени цели и конкретни планови, чекорејќи по патот на развојот и напредокот на нашата заедница. Секоја одлука и активност е насочена кон обезбедување подобра иднина за граѓаните и градење на стабилна, модерна и развојна општина. Таквата цел ја предводи човек кој со посветена работа и искрена желба за напредок ја води нашата заедница кон поставените цели – успешна локална заедница. Го поканувам градоначалникот на општина Гевгелија, Андон Сарамандов, да ви се обрати. Повелете. Почитувани дами и господа, почитуван министер за локална самоуправа Златко Перински, почитувани пратеници, почитуван председател и членови на Советот во општина Гевгелија, почитувани представници од Сдруженијето на борците од НОБ, почитувани представници од јавните институции, од бизнис заедницата, од Сдруженијата на граѓани, почитувани представници од нашите збратимени и пријателски градови Јабланица, Парачин, Гвозд и Копривнички Ивањац. Драги гевгеличани, денес Гевгелија го слави денот кога ја доби слободата. Нека ни е честот, нека ни е честит денот на ослободувањето на градот Гевгелија 7 ноември. И годинава сме овде заедно да го одбележиме овој значаен ден за нашиот град и да се подсетиме дека слободата не е подарок што се добива еднаш за секогаш. Таа се негова и брани секој ден со труд, почит и љубов кон нашиот град. Овој ден е подсетник зошто постоиме како заедница, кои вредности не држат заедно и што е тоа што не движи напред, дури и кога не е така лесно. На 7 ноември 1944 година Гевгелија ја извојува победата и го отвори патот кон подобро утре. Оваа победа не беше само на храбрите борци во првите борбени редови, туку и на сите граѓани што ја сакаат и ја градат својата татковина. Денес, 81 година по ослободувањето, Гевгелија продолжува да расте и да се развива. Како што ја почитуваме историјата, така треба да ја градиме иднината. Гевгелија станува посилна и посовремена во сите сегменти на општественото живење. Да ја чуваме нашата Гевгелија, да ја надградуваме
и да ја оставиме подобра на генерациите што доаѓаат после нас. Сакам да ви го честитам на сите членови на Советот, добиениот мандат од граѓаните и да изразам уверување дека заеднички ќе работиме за успешна, модерна и урбана Гевгелија. Во изминатите години покажавме дека кога се работи и кога ќе се постави јасна визија, резултатите секогаш се видливи. Зад нас се бројни реализирани проекти кои придонесоа Гевгелија да се развива како урбана и модерна општина. Реализиравме повеќе капитални проекти од областта на комуналната и патната инфраструктура, проекти за заштита на животната средина, проекти од образованието, труд и социјалната политика, туризмот, културата и спортот. Покажавме дека кога се работи посветено и вложуваме повеќе, граѓаните ја враќаат довербата. Гевгелија денес е регионален културен центар кој зрачи со енергија, град кој повторно живее динамично. Гевгелија денес е подготвена за нови инвестиции. Горд сум што во тек на реализација се 2 инвестиции во Гевгелија, кои во наредниот период ќе овозможат над 500 нови вработувања. Горд сум што Гевгелија се развива во успешна, модерна и урбана заедница. Гевгелија расте и чекори напред. Вечерва, почитувани, сакам да споделам уште нешто со вас. Довербата што ми окажавте на локалните избори повторно да ја водам нашата општина, за мене представува огромна чест, но и аманет. Аманет кон генерациите што ја донесоа слободата, аманет кон генерациите кои низ годините придонесоа за обнова на Гевгелија, аманет кон граѓаните кои ја поддржаа мојата заложба за Гевгелија како модерна и урбана заедница за идните генерации кои ќе сакат да останат во својата родна Гевгелија. Затоа продолжуваме таму каде што застанаме, уште помотивирано, попосветено, со визија и со љубов кон Гевгелија. Продолжуваме со јасни цели и посилна решителност. Пред нас доаѓа убаво време за Гевгелија. Време за нови проекти, нови можности и подобри резултати. Почитувани гости, драги гевгеличани, нека ни е честит општинскиот празник 7 ноември. Нека живее Гевгелија, слободна, горда и успешна. Ви благодарам. Драги гости, изминатиот период во општина Гевгелија беа остварени значајни резултати во скоро сите сфери на општественото, културното и спортското живење. При тоа, одделни наши сограѓани со постигнатите резултати ја афирмираа општина Гевгелија. За нивниот придонес и залагање, како и за постигнатите резултати, општина Гевгелија им доделува благодарници кои ќе ги врачат градоначалникот на општина Гевгелија Андон Сарамандов и председателот на Советот на општина Гевгелија Анета Стамкова. Повелете. Општина Гевгелија им доделува благодарници на Пепи Купанов, предприемач од Гевгелија, кој во 2019 година со сопствени средства и поддршка од семејството го заснова својот приватен бизнис месарница Купанов. По 6 години успешно работење, неговата компанија, проширена со пилјара Green Food Купанов, брои 8 вработени и стабилно чекори кон поставените цел. Поголем број на задоволни потрошувачи и успешна соработка со доверливи добавувачи. Со своето посветено и одговорно работење, Пепи Купанов придонесува за развојот на локалното предприемништво и афирмација на општина Гевгелија, која ги поддржува вредностите на трудот, квалитетот и севејниот бизнис. Општина Гевгелија му доделува благодарница на Пепи Купанов за неговиот придонес во развојот на локалната економија, поддршка на заедницата и промоција на одговорно и успешно предприемништво во нашата општина. Го поканувам да ја прими благодарницата.
Па да, би сакал да кажам нешто. Да и поздравам сите присутни, да заблагодарам на општина Гевгелија, на градоначалникот за наградата. Пријатно сум изненадан. Исто така една, како што кажав в автобиографијата, значи благодарност да упатам до фамилијата, до вработаните посебно и уште еднаш поздрав на сите присутни. Фала многу. Леонид Цуклев, млад информатичар од Гевгелија, кој со исклучителна посветеност, труд и талент се вброи меѓу најуспешните млади информатичари во земјава. Како ученик од Гевгелија во Математичко-информатичка гимназија во Скопје, со освоените награди и медали на државни и меѓународни надпревари, меѓу кои златен медал на Македонската олимпијада по информатика, сребрен медал на Интернационална олимпијада по информатика во Сукре, Боливија, и бронзен медал на Балканската олимпијада по информатика во Удине, Италија. Тој достојно го представува својот роден град и својата земја. Со постигнатите резултати, Леонид Цуклев придонесува за афирмација на младите таленти и ја промовира Гевгелија како средина што создава и поддржува талентирани млади луѓе. Општина Гевгелија му доделува благодарница на Леонид Цуклев за извонредните успеси и афирмација на градот на национално и меѓународно ниво. Го поканувам Леонид Цуклев да ја прими благодарницата. Повелете. Владко Семенаков, магистер и спортски работник од Гевгелија, кој се истакнува како посветен професионалец во спортот и како успешен тренер по атлетика и тенис. Неговата спортска кариера е одбележана со бројни награди и високи пласмани на државни и меѓународни надпревари, меѓу кои меѓународното ултрамаратонско првенство, меѓународни турнири во одбојка, пикадо и велосипед, триатлон државно првенство, меѓународни трки во Грција и Србија, Вис Скопје маратон, балкански првенства во Белград и во Хрватска, учество на меморијалниот маратон за Тоше Проески. Добитник е на признанието за најдобар спортист во 2024 година. Со своето активно спортување и преку воспитување на младите спортисти, Владко Семенаков придонесува за афирмација на спортската култура и промоција на градот, како град кој го вреднува трудот, посветеноста и постигнатите резултати во спортот. Општина Гевгелија му доделува благодарница како признаене за неговите извонредни спортски достигнувања, континуирано залагање и афирмација на градот на национално и меѓународно ниво. Го поканувам Владко Семенаков да ја прими благодарницата. Денес, кога го одбележуваме денот на ослободувањето на Гевгелија, имаме одлична можност да го истакнеме напредокот и вложувањата кои ја водат нашата општина кон развој и просперитет.
Наш гостин вечерва е личноста која изминатиот период дава значаен придонес во унапредувањето на локалната самоуправа и континуирано ја поддржува општина Гевгелија. Го поканувам да се обрати со поздравен говор министерот за локална самоуправа на Република Македонија, господин Златко Периенски. Повелете. Добро вечер, драги гевгеличани. Пред да официјално започнам со мојот говор, сакам да ви кажам нешто искрено и од душа. Согласно моите работни обврски, нема општина која што не ми е драга и мила и на која што не се имам посветено 100% од мојата енергија да направам нешто подобро за нивните граѓани. Но некако Гевгелија ми е најблиску, можам да кажам, до срцето, и не е тоа заради градот или заради местоположбата или заради тоа што имате многу сончеви денови, туку токму тоа пријатно чувство ми го давате вие, гевгеличаните, жителите на оваа општина, и навистина честа е моја што вечерва имам прилика овдека да бидам на овој многу важен ден за вас и заедно да ја споделиме оваа радост. Уште еднаш ви благодарам за се. Почитуван градоначалник, почитуван председавач на совет, почитувани советници, почитувани пратеници, почитувани директори, представници на Сдруженијето на борци, почитувани пријатели, дами и господа, дозволете ми уште еднаш од срце да ви го честитам овој многу значаен ден за вас, гевгеличани, 7 ноември, денот на ослободување на Гевгелија. Се надевам дека овој датум е врежан во вашата колективна меморија, а сум исто така убеден дека овој датум ќе го пренесуваат и на генерациите кои што ќе следат после нас, за никогаш да не се заборави. Она што е битно да се напомене на оваа вечер, бидејќи пред нецела една недела завршија и локалните избори, пред се да им се честита на градоначалникот и на новоизбраните советници, навистина им посакувам да имаат еден плоден и успешен мандат и заедно, сложно, да креираат проекти кои што ќе бидат на барање и на потреби и одговор на потребите на гевгеличани. Тоа е наша обврска и самиот резултат тоа ви го наложува, затоа што имавте убедлива победа, и тоа е аманет од овие гевгеличани кои што се во салата, а и оние кои што не се овдека во салата, да продолжите и во иднина да креирате проекти, продуктивни проекти кои што ќе бидат одговор на барањата на потребите на жителите на општина Гевгелија. Дозволете ми само накратко да потсетам дека оваа влада безрезервно ги поддржува сите локални самоуправи. Ке ми дозволите и преку бројки да ја изразам оваа поддршка, а тоа е да потсетам дека во првиот и вториот јавен повик во минатата година, владата преку централниот буџет само за општина Гевгелија одвои повеќе од 220 милиони денари за реализација на 11 проекти. Она што јас можам да ви го ведам на овој свечен ден е дека оваа поддршка од страна на централната влада за Гевгелија ќе продолжи во иднина и за сите останати локални самоуправи ќе продолжат во иднина, заради тоа што не можеме да бараме силна држава без да имаме силни општини. Верувајте ми во ова што го зборувам, затоа што нашиот примарен фокус е добробит на граѓаните и добробит и развој на сите локални самоуправи во Македонија. Јас навистина нема да должам многу, на крај на денот ова е важден, ова е свечен ден на кој што треба да се одбележи. Уште еднаш да ви заблагодарам за можноста да сум дел од оваа прослава, за можноста да сум дел од оваа вечер заедно со вас. Имате партнер, имате поддршка од централната власт, имате и градоначалник заедно со општинска администрација и општински совет кој што има добиено силна поддршка од граѓаните. Вие таа поддршка му ја дадовте, сега наред е он да испорача за вас, а јас сум убеден дека тоа ќе го направи, практично тоа и го докажа во првиот мандат. Рачунајте на нас и се надевам дека за многу брзо од сега ќе се видиме на уште некој настан на кој што ќе отвараме некој нов реализиран проект. Ви благодарам уште еднаш да имате убава вечер и да се видиме зубаво. Поздрав! Почитувани гости, дојдовме до крајот од вечерашниот настан. Ве поканувам да го проследиме концертот на градскиот мешен хор Гортинија, кој вечерва под диригентската палка на Илија Атанасов
ќе го збогати празнувањето и одбележувањето на денот на ослободувањето на Гевгелија 7 ноември. По завршувањето на концертот ве поканувам на заедничко дружење пред платото на Народниот театар. Ви благодариме.
А сега, со почит, ја повикувам госпогица Анета Стамкова да ја затвори оваа седница. Повелете. Почитувани присутни, со ова ја затварам втората, а воедно и свечена седница на општина Гевгелија по повод 7 ноември, ослободувањето на нашиот град. Ви благодариме на вашето присуство и вниманието. Благодарам.